Македонија и Велика Британија бе единствените две држави надвор од ЕУ со своја младинска делегација на сесијата на Европскиот парламент која што се одржа минатата недела во Страсбург во рамките на Евроскола. Над 1000 ученици од целиот континент, вклучително и од тука, нашите македонски ученици од гимназијата Орце Николов од Скопје, имаа можност да седнат на столчињата на европските парламентарци и со нив да разговараат за сите прашања. Меѓу другото, можеа да разговараат и со подпредседателот на парламентот, Николаја Стефануца. Ние посетата на Страсбург ја искористивме за разговор со генералната секретарка на Парламентарното собрание на Европа, Деспина Хадживасилију. Со неа зборувавме за турбуленциите на оската Вашингтон-Брисел, но и за дефицитот на лидерство во Европа. Назад во Скопје ви носиме еден друг ексклузивен гостин, поранешниот министер за одбрана на Бугарија и врвен безбедносен експерт, Тодор Тагарев. А во рамките на соработката со иновативност пак ќе ви презентираме на исклучителна иновативна македонска приказна. Се на се, богата и одлична епизода. Останете со нас. Дел очекувани, дел ненадејни, силни турбуленции ја тресат трансатлантската релација, и тоа веднаш по преземањето на американската администрација од страна на новиот председател Доналд Трамп и неговиот човек за се, бизнисменот Елон Маск. Неколку отровни пораки, неколку остри одговори. Почетокот е одбележан со стрели меѓу Вашингтон и Брисел. Царини, слободна трговија, безбедност, улогата на ЕУ во војната во Украина, изгледот на НАТО во иднина, но и постоењето на либералната демократија како политички концепт. На прва се чини дека нема тема на која Трамп и европските челници имаат заедничка визија. Лидерите на Франција и Германија, Емануел Макрон и Олаф Шолц, имаа итна средба на која дискутираа за можни одговори и поставување на Унијата кон новите околности. Заклучокот беше дека ни треба пообединета, посилна и посуверена Европа. Но ваквите зборови, барем сите оние кои подолго време ја следат европската политика, лесно може да ги сместат во бирократските фиоки, полни со многу сладки, големи и празни ветувања. Што всушност се случува во Европа? И каков навистина ќе биде европскиот одговор? Како Европа ќе се постави и што ќе преземе? Во право ли се аналитичарите кои прогнозираат дека ова е последниот повик за будење на ЕУ, која особено во последната деценија го изгуби компасот во однос на вредностите врз кои што е изградена? Одговорот на овие прашања го побаравме на вистинското место, во срцето на организацијата која што постои за заштита и промоција на европските идеали, Советот на Европа, каде разговаравме со генералниот секретар на Парламентарното собрание, Деспина Хадживасилију Цовили. Првата жена што е поставена на оваа позиција во 75 години постоење на организацијата. Ја прашавме Хадживасилију Цовили што треба Европа да стори во моментов. Thank you for the question, Katerina. Well, for me, we need Europe more than ever. We need more Europe, not less Europe. And only last week we had a discussion in our Parliamentary Assembly of the Council of Europe with a report by Dora Bakoyannis on the need for a renewed international legal order. And this was stressing the importance of multilateralism, especially in these challenging times. We need more multilateralism, and I think we need a more united and a greater, bigger Europe to face challenges coming from other parts of the world. Но има ли можност ова навистина да се случи? Има ли актуелната европска политичка сцена лидери со капацитет да испорачаат вакви потези? Хадживасилију Цовили одговара. Well, first of all, let me share with you the ambition I see when I say a bigger Europe. We have been discussing, you know that, in the Council of Europe for many years, the European perspective for the Western Balkans. So, especially what is happening now in the world, I think it's the moment where Europe should become bigger and should integrate the Western Balkans. And this is not just me saying, this is what we voted again, as I said last week, as a possible reply to the challenges coming from the new US administration. So, realistically speaking, maybe the leadership is not the one we would have liked to have in Europe, but still I think we don't have any other choice than relying on Europe as a guarantor of the values and principles we have built at least since the Second World War. Но токму тие принципи за кои што зборуваме со генералната секретарка се и тоа како разнишани. И не само од надвор, туку и од внатре.
Земји членки на Унијата безобразно ги кршат, не соочувајќи се притоа со никакви сериозни санкции. Без разлика дали се работи за повреда на демократските вредности, владењето на правото, слободата на говор или за базичните човекови права, нешто што особено нашата држава го искуси во обидите за остварување на своите европски интеграции. Хаджи Василиуцов вели тука има силна порака. Европа нема иднина, ако државите не одговараат пред судот за човекови права. Well, you know, democratic backsliding, this is how we experience it more and more in the European continent as well. At the same time, the values are not made just for the values. The values are made for the people. So I think we need to stick to the values because we need to think of the European people. And European citizens need countries which are accountable, countries which can be held responsible for violations in our Court of Human Rights. Without this international protection, I'm afraid there is no future for Europe. This is why I think we need to stick to a protection for our European citizens. Разговорот со нашата домакинка го завршивме со нејзина оценка за тоа како новата американска администрација ќе влијае врз односите на Европа и САД. I don't need to answer how this will influence. I'm afraid the answer is obvious. I will tell you what we want to do to ensure that there are still bridges. We will be going to the US. We will be going to Washington next March with George Papandreou, who is our General Rapporteur on Democracy in the Parliamentary Assembly, and the President of the Parliamentary Assembly, Theodoros Rousopoulos. We happen to be three Greeks. It's only a coincidence. And to meet the Congress. So we believe that even in this situation, we have to keep and even reinforce bridges with both camps in the USA. So using also the network that somebody like George Papandreou has in Washington, we will try our best to create this bridge. Дека врските со САД мора да се одржат се согласува и Тодор Тагарев, големо име во светски рамки од областа на безбедноста и поранешен министр за одбрана на Бугарија. Тој исто така го дели и ставот дека Европа се подизгуби во процесот на новите светски промени. The world is changing. Europe, in my view, was a bit slow in figuring out that the world is changing or taking actions as a result of the understanding that the world is changing. All the European countries benefited from the so-called peace dividend after the end of the Cold War. They reduced dramatically defense budgets and increased their social systems, payments, pensions and healthcare, education and whatnot, and went too far in that direction. Now there is already the understanding that the European countries need to spend more, but that's not enough in itself. Europe needs to take a much bigger share of the responsibility for our own security. We must continue to work with the United States. That's obviously, no one is questioning that because the United States need to continue to be involved, but in terms of conventional means and investments in conventional capabilities for deterrence and defense, Europe needs to take a much bigger portion of the responsibility for its own security. И со него зборувавме за вредностите и за тоа колку Европа, но и целиот западен демократски свет самите се виновни за кризата на демократијата денес, имајќи ги предвид нивните слаби одговори кон потезите и на автократите и на светските диктатори и насилници, особено после 2014-та и анексијата на Крим. You're right, the response of the West was not commensurate to actually the threat after 2014 because both the European Union and the United States imposed sanctions on the Russian economy, on the deliveries of military equipment. For example, some deliveries were stopped at the time, which helped to an extent Ukraine in the first months of the war, but also others as there is evidence that other deliveries continued. Tanks, armored vehicles,
helicopters modernized with the use of Western technologies, Western components, European components. Also, the fact that some European countries relied to the very end, practically to the eve of the large-scale aggression of Russia, on their policy of positive engagement with Russia. They were thinking, Germany is one example, that once they have such important business connections, then Kremlin will not start a war because Kremlin will lose a lot. Feeding the crocodile. That just didn't work because Putin has a very different thinking from the leaders of European democracies. For him, a loss of tens of billions of euro is not a big problem. It turned out that for him, not tens of thousands, but hundreds of thousands of lives on the Russian side is not a problem. He has a very different thinking. I would call that imperial thinking. His ambition seems to be to recreate the Russian Empire, and towards that goal, no cost is important. Што доаѓањето на Трамп ќе значи за евентуалниот крај на војната, како тој ќе изгледа и како тој ќе влијае на еднината и на самата Украина, но и на Европа и на светот, засега навистина никој не може точно да процени. Но факт е дека новата американска администрација ќе се обидува да ја држи Европа на дистанца, што Вашингтон ќе сака да ја креира според своји потреби и во зависност од моментот, позиција на која во Москва веќе се тријат раца. Финансиската зависност од родителите, пристап до квалитетно образование и лошите искуства со онлайн студии, но и генерално оптимизмот за еднината се главните предизвици на младите во Европа според последните истражувања на јавното мислење. Освен тоа, младите луѓе ги загрижуваат и климатските промени, загадувањето на животната средина, довербата во институциите и особено квалитетот на јавните услуги, корупцијата. За овие предизвици претходната недела во Европскиот парламент во Страсбур разговараа повеќе од 1500 млади ученици од цела Европа во улога на европратеници. Меѓу нив, на оваа сесија како дел од програмата Евроскола имаше и една група ученици од Скопската гимназија Орце Николов. Учениците дебатираа каква е нивната визија за светот во кој што сакаат да живеат, но од тоа што слушнавме, нивниот замислен свет е сосема различен од секојдневието. За волја на вистината, некои од нив споделија размислување од кои може да учат дури и актуелните политичари. What does democracy mean to you? I chose equality because it means that all minorities get treated the same and all our choices and voices are heard and are viewed as equal and all valid. I chose peace here today because of the last 100 years of wars happening in Europe. And I hope to change that because as we talk, there is people dying all around us. I chose the word vote because the right to vote is one of the most important rights that we have, because voting defines all of our other rights, and without it, we can't have freedom. And I chose the word fairness because I believe corruption is one of the most dangerous things to our democracy. I chose the word safety because all of the other words that were chosen are basically there to ensure our safety in a democratic society. Како што можевме да слушнеме на последната сесија на Евроскола, ова се заеднички проблеми на сите млади луѓе во Европа, без оглед на земјата од која што доаѓаат. A lot of young students are leaving the country after they finish high school because the education is not so strong. Even in some places it is strong because it's quite in a high level, but mostly, like I don't know how many % of students leave to go study to another country, or even if they study in Slovakia, they leave the country afterwards, more like for doctors, for example. So that's a big challenge and that's a big no in our country. Сите проблеми на сите речиси, сите млади се скоро исти, само разликата е во тоа како едни или пак други се борат со нив или ги решаваат, да речеме. Можеби не секој ќе го изјасни својот проблем, а друг па можеби па ќе си го реши и така натаму, но мислам дека во глобала, да речеме кај нас, исто така проблемите на младите се исто така и проблеми на сите други, затоа што сепак сите живееме во со исти околности, реалноста е таа и мислам дека само може да се, да речеме, бориме самите, затоа што ако самите не пробаме да си помогнеме, нема никој друг да направи ништо.
Како да се борите? Протести, можеби активизам? Па прво треба да се освестиме, затоа што не сите се свесни за реалноста и за во тоа во каква држава живееме, со какви луѓе си имаме работа, затоа што, да речеме, корупцијата, непотизмот и така натаму се работи кои што владеат во нашата држава а не секој има пристап до нив, затоа што едно дете кое што, да речеме, е така потурнато од родители, па има врски или што и да е, а друго дете кој ги немаат истите можности во нашата држава и тоа прво е сосема или не фер, но исто така и за самата личност е не знам, не е добро нешто да се има на крај на денот, затоа што треба ние самите да знаеме да се бориме сами за себе, да оформиме свое мислење и да знаеме да ги достигнеме своите цели. Младите во Македонија не се доволно слушнати. Иако тие може да ги искажуваат своите ставови, државата не превзема никакви мерки според тоа. Се надевам дека со тек на време, со тек на нашиот активизам, ќе ја постигнеме нашата цел да бидеме чуени и да се направат промени. Пред учениците зборуваше еден од потпредседателите на Европскиот парламент, прогресивниот романски политичар Николаe Стефануца. Тој ги адресираше сите прашања на учениците и отвори теми од клучно значење за младите луѓе, како што е, на пример, животниот стандард на студентите. Social issues are something that perhaps don't touch you yet, but I'm sure they do. Grocery prices have grown up. You know, your parents probably are struggling to put food on the table, to pay the energy bills. And for me, another topic that is very, very important is education. I've been fighting in my last mandate for Erasmus to grow, and not only as a general budget, but I want individual Erasmuses, like your individual scholarship, to be bigger. Because right now, a young student cannot go to France or to Spain and live with, 600 euro, which is an Erasmus, a typical Erasmus, 670 perhaps, or something like that. So I managed when I was rapporteur to increase this scholarship by about 100 per person. That's not enough. I wish that all Erasmuses start at about 1,000 euros, because I think that's the correct reflection of the level of prices that we have right now. We should make sure that every kid can go on a scholarship, not just kids that come from rich families, So that is one of my biggest problems I have, is that education becomes now a question only for the rich. And I don't like European education or national education to be available only to the rich. I think the next Einstein, the next Mozart, the next Gauguin, the next Brancusi are among you in your generation, and we should make sure that every single kid, no matter how poor or rich, can go to school to become who they are, to fulfill who they are. So all these issues of inequality, they bother me a lot. For instance, transportation to school. If you're in a big city versus if you're in the rural areas, do you have transportation to school? Европратеникот пред младите зборуваше и за теми што се уште се стигматизираат во одредени општества, како што е менталното здравје. And anxiety. In my interaction with young people, I realized how much mental health is an issue. And I mean, don't be afraid in that room to express your anguish, your anxiety, your depression. I've been to schools sometimes and the teachers are very aggressive and they say, you're 15, how can you have depression, how can you be anxious? You probably didn't eat enough this morning. I've heard this from a professor, from a teacher. And I think that's so incorrect, because my generation and other generations should put themselves in your shoes. You are 15 perhaps, and looking at the world where the climate is getting worse and worse and not all institutions do their job. The EU is trying to do its job because it cares about the future of the climate. But not everyone is doing their job, and I don't want to sound like Greta, but sometimes I do want to sound like Greta, being like, you're not doing your job for the next generation. Македонија, заедно со Велика Британија, беше единствената земја што не е членка на ЕУ, откаде што имаше своји представници на последната сесија на програмата Евроскола.
Професорката Татјана Гацова, која што беше водич на македонската група ученици, сподели со нас колку е важно учеството во вакви програми и со какви искуства се враќаат дома. Сметам дека ова е едно огромно искуство и привилегија за младите ученици да бидат во чевлите на европратениците барем на еден ден. Како што и вие слушнавте од самите дебати, тоа се навистина умни глави кои што имаат критички став кон многу нешта и навистина се вложуваат да го разберат европската демократија и да пристапат кон своји солуции и решенија за некои важни европски прашања. Имено ова е одлична можност за младите луѓе да развијат критички став и размислување кон теми кои што се важни не само за македонскиот народ, меѓутоа и за граѓаните на Европа, да живеат демократијата и всушност да се подобрат како личности и да развијат понатаму многу иницијативи, да се интегрираат во општествените сфери и би порачала да пратениците и нашите политичари повеќе ги вклучат младите луѓе и навистина да слушнат тие имаат што да порачат и да кажат. Христијан Ѓорески е водички научник за вештачка интелигенција во англиската тех компанија Emtek, која пред само неколку недели имаше промоција на најновиот производ, паметните очила Sense, кои, замислете, имаат способност да ги препознаваат, читаат емоциите на оние кои ги носат, да следат што јаде корисникот, какви гримаси прави и врз основа на тоа да се изведат заклучоци кои ќе се користат пред се за водење здрав живот, како и во медицински цели. Христијан, здраво! Кој и зошто ги направи овие паметни научари? Овие паметни научари се во принцип развиени во Англија, Emtek, стартапот за кој што работиме, од докторот Чарлс Надука, кој што е пластичен хирург, кој што всушност работи најмногу со таа реконструктивна фацијална хирургија, односно тие фацијални мускули, луѓе што имаат парализа на лице. И инспирацијата токму му доаѓа од неговите пациенти. Односно сака да направи уред со кој што ќе им помогне на неговите пациенти по-објективно да мониторираат дали лицето, односно мускулите се враќаат во некоја првобитна состојба после, да речеме, доколку имале некоја собраќајка или некоја незгода каде што се случила парализа на дел од лицето. И така доаѓа таа идеја да се развијат прво оваа маска која што имаме тука, која што со помош на EMG технологија ги мери тие фацијални активации на фацијалните мускули и после тоа доаѓаме до најновиот продукт кој што го промовиравме пред 2-3 недели, овие паметни научари кои што користат пософистицирана технологија која што е нова и патентирана. И во принцип ние сме единствени на светот кои што можеме да ја користиме таа технологија и да ги препознаваме тие фацијални експресии, движења на лицето со помош на неконтактна технологија. Тоа е многу битно да се каже, бидејќи оваа маска на пример бара контакт со лицето, а додека очилата, како секој очила, нема да има потреба да има контакт со образите, вегите и така натаму и се уште да ги детектира тие фацијални движења. Може ли пред да преминеме на функционалностите да објасниме што работи овде македонскиот тим и конкретно која е вашата улога во развој на овој иновативен продукт? Да, морам да кажам дека тимот кој што работи тука е клучен во оваа компанија, односно се изборивме за тоа наше место во оваа компанија. Почнавме срамежливо пред 4-5 години со 2-3 луѓе и кога се докажавме и покажавме што се можеме да направиме, пред се во вештачката интелигенција која што ја има во овие научари, таа е се произведено, да речам, made in Macedоnia, односно сите тие алгоритми кои што ги анализираат сензорските податоци од научарите, кои што ги интерпретираат и кои што ја даваат таа додадена вредност за самиот корисник се развива тука. И можам нескромно да кажам дека 2/3 од моменталната компанија се наоѓа токму тука Скопје во Македонија. Јас го водам тимот за вештачката интелигенција, моментално сум исто така и CTO, Chief Technology Officer, во принцип ги диригираме тие нови технологии и платформи кон кои што ќе се движиме заедно со научарите. Beneficiaries или кои ќе бидат тие кои што ќе имаат најголема корист од користење на истите? Краткиот одговор би бил дури и ние се уште не знаеме.
затоа што има огромен потенцијал технологијата која што развиваме со овие научари. Односно, со овие научари ние отклучуваме податоци кои што досега не ни знаевме дека можеме да ги мериме. И тоа не става во една единствена положба. Од една страна немаме голем фокус кон што сакаме да се фокусираме, меѓутоа сакаме се задржиме чекор назад да бидеме како една отворена платформа и со стратешки партнерства, комерцијални партнерства со компании, универзитети и така натаму, да развиваме различни вертикали од самите научари. Доколку се потребни научари, не знам, за мониторирање Паркинсон, например, ни е интересен use case кон кој што веќе и работиме, да работиме со светските научници, доктори кои што се експерти во Паркинсон полето и да развиеме верзија на научарите за мониторирање на Паркинсон. Исто така, исхраната, ќе зборувам малку покасно, ние нов интересен момент можеме да мериме како корисниците ја жвакаат храната, односно истражување кон тие луѓе кои што имаат, например, проблем со прекумерна тежина, или едноставно луѓе кои што сакаат да знаат што јадат, кога јадат, колку јадат, како ја конзумираат таа храна, како ја жвакаат таа храна, сето тоа ние можеме да го овозможиме со нашите очила. Од неодамна почнавме да размислуваме и кон таа непопуларен феномен, односно аутизмот. Аутизмот кој што се јавува уште од рана возраст кај деца. Сега имаме предизвик како овие научари да ги прилагодиме да бидат фит, односно да одговараат на малите деца. Тоа е моментално предизвикот со кој што се соочуваме, меѓутоа веќе работиме со можеби еден од најдобрите научници и доктори во таа област, Сајмон Барон Коен во Англија, кој што работи на Универзитетот во Кембридж, и веќе пишуваме проект околу научарите како би можеле да ја користиме за детектирање на аутизам, детектирање на различни метрики кои што се поврзани од аутизмот. Значи има огромен потенцијал, најразлични индустрии се заинтересирани за научарите и нивниот потенцијал. Исто така, гейминг индустријата е многу интересна. Веќе разговараме со веројатно една од најголемите гейминг компании во светот, како можат да се користат очилата за да се направи реконструкција од човекот што ги носи и да се пренеси тоа во 3D светот, виртуелниот свет на аватар и така натаму. А дали предходните верзии на овие научари веќе дадоа одредени резултати во ваков тип на научни истражувања? Да, како што може да забележите, ова е првата верзија на научарите, која што малку изгледа како супер херој верзија. По принцип, овие научари веќе ги користат на различни универзитети, ресерч центри низ светот. Имаме 10 на 20 очила, веќе имаме соработка со 10 универзитети низ светот, каде што веќе ги испитуваат можностите или границите на самите очила и веќе имаме солиден доказ за тоа колку добро работат, посебно во детектирање на тие фацијални експресии кои што ги правиме во текот на денот или додека не знам, гледаме телевизија, филм, додека јадиме. И морам да кажам дека искуството е одлично и најголем дел од овие алгоритми веќе работат и со преку 90% точност, што е многу добро и повеќе од оној стандард кој што е моментален на пазарот. Која е вашата замислена цел, да речеме, крајна цел, како овие научари може да станат дел од секојдневието? Крајната цел, би рекол, е да направиме уред, очила, кои што нема да изгледаат многу различно од моменталните секојдневни очила кои што ги носиме во текот на денот, односно ќе бидат многу помали од тие и ќе може да мониторираат најголем дел од нашето однесување што го имаме во текот на денот. Почнувајќи од активности, веќе можеме да ги мериме активностите. Тоа се тие 4 столбови, да речам, за нашето здравје генерално, физичко и ментално здравје. Мониторирање на спиењето, тоа да речеме дека најдобро моментално го прават паметни прстени и така натаму, уреди кои што не сметаат релативно додека спиеме, со научарите е малку предизвик. Меѓутоа сите други 3 столбови, како што се активностите, знаеме многу подобро ние да ги мериме од колку паметен саат, например, со очилата, бидејќи имаме пристап до тоа како се движи главата. Исто така, емоциите.
емоциите се клучна компонента во тоа ментално здравје. Односно, преку фацијалните експресии ние имаме пристап до најинтимното нешто на човекот, односно до неговите емоции. И четвртиот столб е исхраната. Значи, со овие очила ние можеме многу точно да мериме кога јадеме, што јадеме, какви нутритивни вредности внесуваме, начинот на кој што ја жвакаме, ја конзумираме храната, и кога сите тие 3-4 компоненти ќе се спојат, имаме нешто единствено кое што моментално го нема на пазарот. Меѓутоа, една од бариерите, како што кажав, влегувањето, односно за да се убедам да носам паметни очила, треба да изгледаат убаво. Зошто? Бидејќи сите ќе ме гледаат во очилата. Паметен саат, нивото за купување паметен саат е многу пониско, бидејќи не е во лицето на човекот. Мислам дека тоа е една од најголемите бариери кои што ги имаме моментално. Не споменавме дека очилата имаат име и се викаат Сенс. Зошто го избравте ово име? Првото име беше Окосенс, од ова око и малку и на македонски се гаѓа со очите, меѓутоа латинскиот израз Окосенс е поврзан, нели, со очите. И оваа помалечка варијанта, едноставно се одлучивме тој око дел да го замениме, односно да го испуштиме Сенс, бидејќи ги чувствуваат емоциите кои што ги има корисникот што ги носи на очарите. Значи ние сме целосно фокусирани кон корисникот кој што ги носи на очарите. Следната година, можеби, кога ќе се видиме, ако овие очила ја имаат формата и изгледот како очилата што јас ги носам, дали ќе биде предизвик да ги убедите корисниците дека користењето на овие очила може да им донесе бенефит? Колку луѓето се уште се скептични кон внесот на технологијата во нивниот интимен свет? Да, тоа е чувствителна тема, посебно, како што кажав, имаме уред кој што ги мери нашите емоции, што звучи страшно, кој има пристап до тие податоци, така да приватноста и заштитата на податоците е една од основните или сршта на нашата компанија, и уште од најниско ниво пробуваме да ги адресираме тие проблеми со приватноста. Односно, корисникот сам да одлучи кој ќе има пристап до тие податоци, дали неговиот доктор, дали ако одиме на случајот со прехраната, исхраната, неговиот нутриционист и така натаму. Јас би рекол и овие моментални очила веќе има корисници кои што се спремни да ги носат. Тоа разговорот што го имавме за намалување со цел да изгледа што е можно поминиатурно е можеби за мас маркет, за масовно комерцијална употреба како што се паметните сати и така натаму. Меѓутоа тоа е малку подалеку. Моментално ние сакаме да се фокусираме на корисници, луѓе кои што реално имаат голема потреба од ваква технологија. И затоа еден од првите use case кои што го одбравме беше токму исхраната. Луѓе кои што имаат проблем со прекумерна тежина, луѓе кои што имаат интолерантност на храна. Тоа е нешто ново кое што го откривме преку една студија која што заврши пред една недела во Англија. Значи 15 корисници ги носеа очилата секој ден за еден месец. И резултатите што ги добивме беа фасцинантни. Односно, најголемот дел од нив рекоа дека им требало еден ден да се навикнат на очарите и после тоа немаат никаков проблем со носењето, бидејќи се доста лесни. Исто така, добар дел од нив рекоа дека немало, ајде да речем, чудни прашања од нивните пријатели какви се тие наочари што ги носиш, дори повеќе со интерес. Си купил нови очила, многу се интересни и така натаму. Така да мислам дека малку ние сме повеќе исплашени, а корисниците кои што веќе имаат потреба, сака да знае кога јади, што јади, сака да знае на што е интолерантен, односно интолеранција на храна, мислам дека веќе и овие очила можат да ги носат. И моментално сакаме да го адресираме тој сегмент што ќе ни овозможи после доказ дека овие очила се многу корисни, многу потребни, за да одиме на следниот чекор, правење на поминимална верзија, зашто секако најмногу требаат финансии. Значи, ние и денес можеме да ги направиме сензорите миниатурни, меѓутоа за да имаме ексклузива, да речеме кај, не знам, нашите кинески партнери, азиски партнери кои што би ја направиле таа електроника, тоа треба да се плати.
Христијан, во тимот вие сте главен научник или истражувач во сегментот на вештачка интелигенција. Како вештачката интелигенција е инкорпорирана во овие очила? Вештачката интелигенција е инкорпорирана во неколку модули. Можеби најглавниот модул е интерпретација на сензорските податоци кои што доаѓаат од очилата. Односно, тоа што го добиваме од очилата се десетина, да речам, стримови од сензорски податоци. Нивната интерпретација, што прави човекот во тој момент, односно, кои се неговите активности, дали седи, стои, лежи, сето тоа го прават алгоритми за вештачка интелигенција. Потоа, која е моменталната емоционална состојба, односно, дали се смеам моментално, дали сум тажен, дали сум изненаден, дали се чувствувам негативно во тој случај, сето тоа исто така се интерпретира со алгоритми од вештачка интелигенција. Исто use case-от со исхраната, секоја детекција на џвакање која што го правам додека движам со вилицата, сето тоа се интерпретира со алгоритми од вештачка интелигенција. Тука е веројатно сршта на тој модул на вештачката интелигенција кој што го развиваме, и потоа имаме уште два интересни нови модули кои што ги создаваме моментално. Едниот е како од слика, од камера, значи оваа помалата верзија, исто така има камера која што е свртена кон надвор, и кога ќе детектира дека ние џвакаме нешто, ни дава суптилна вибрација и ни овозможува да сликнеме што јадиме. Препознавањето што има во нашата чинија, нашиот оброк, препознавањето се прави со алгоритамот вештачка интелигенција. Значи, кои нутритивни вредности, која храна ја имам во мојата порција, колку калории, сето тоа го прави алгоритам за вештачка интелигенција. И третиот модул, кој што е можеби најинтересен и веќе пробуваме да соработуваме со овие светски компании кои што ги направи овие large language models, односно ChatGPT и така натаму, како од сите овие податоци кои што ги собираме ние, ги интерпретираме, како да направиме некоја крос корелација. Односно, сакаме да добиеме доктор, експерт, нутриционист, AI модел кој што ќе ги комбинира тие работи, односно ќе дојде до сознание дека после тој состанок се чувствувам изфрустрирано и посегнувам можеби по чоколадо. Значи, тие асоцијации и патерни кои што би ги откриле тие податоци е третиот модул на кој што работиме моментално. Како човек кој што работи не само за светски пазари, туку и во академската област, вие сте вореден професор на факултетот за електротехника и информациски технологии при УКИМ, може ли да дадете една оценка колкав е иновацијскиот капацитет во нашата земја и како младите, особено вашите студенти, да се поттикнат повеќе да размислуваат, да иновираат и да влезат во светот на бизнисот? Јас сум генерално оптимист кога ме прашуваат тоа прашање и веројатно и да. И затоа и одлучив веројатно и да се вратам од странство токму од Англија во Македонија и да сум професор на ФЕИТ. Би рекол дека имаме капацитет, имаме потенцијал. Нормално, мала држава, тој потенцијал не може да се споредува со многу поголеми држави, меѓутоа сразмерно со жителите што се во Македонија, односно со бројот на населението, ја би рекол, гледајќи ги тие млади студенти секоја година како доаѓаат на ФЕИТ и како работам со нив, сум се повеќе убеден дека имаме огромен потенцијал. Само тие млади умови, млади студенти треба да се охрабрат. Како се прави тоа охрабрување? Преку најразлични работилници, преку споделување на успешни приказни, како наши успеале, кои што се во странство, дел од нив ете како мене и се вратиле, дел од нив творат, меѓутоа сакаат да помогнат од странство. Таа мотивација е клучна и мислам дека се менува тој мајндсет кај младите, бидејќи јас имам таа прилика да работам секоја година, како што ви кажав, со се помлади, секоја година нова генерација на студенти. Интересно е колку се разликуваме. Значи и мојата генерација со првите студенти кои што ги имав 2018-2019 година што завршија и моменталните има огромни разлики. И начинот на размислување,
начинот на кој што се грижат за околината, за екологијата. Јас сум голем оптимист кога зборувам за тоа, иако можеби приватно не сум некој преголем оптимист како карактерно, како човек. Потенцијалот го имаме, само треба да се охрабрат младите студенти преку најразлични тука секако неизбежно е да се спомнати финансиите. Колку повеќе имаме, не знам, фондови за иновации, акцелератори, стартапи. Ние на нашиот факултет на ФЕИТ имаме специјално тело, центар за иновации, кој што е задолжен за да се преброди тој мост помеѓу академијата, теоретски наука и така натаму, меѓутоа да се излее тоа кон индустријата. Таа соработка академија и индустрија е клучна. Тој InnoFate, тој центар за иновации, мислам дека беше клучен и за оваа соработка и за креирање на овие очила соработката со англиската фирма. Имавме поддршка од InnoFate преку дигиталниот иновацијски хаб, кој што моментално единствениот во Македонија, кој што функционира од дигиталните иновацијски хабове. Исто така добивме и проект кој што ќе го финансира тој хаб. Се повеќе такви примери, мислам, те раздвижат таа стартап сцена во Македонија. Што следно може да се очекува од иновативниот тим, македонскиот иновативен тим во MTech Labs? Мислам дека имаме многу повеќе идеи што можеме да ги оствариме и да ги конзумираме. Стварно, тимот кој што ги имаме е исклучително иновативен. Да речеме, сршта на MTech беше препознавањето на емоциите и експресиите, меѓутоа од начинот со кој што ги разгледувавме податоците, свативме дека можеме да детектираме кога човекот јади. И сега имаме цел use case кон исхраната. Исто така имаме на очилата може да се искористи за комуникација човек со компјутер телефон, односно со различни гримаси на лицето да контролирам кога ќе кренам на телефон, кога ќе одбијам на телефон. Тоа има, да речеме, примера кога возите, например, велосипед, па рацете ви се зафатени, мотор кога возите и така натаму, едноставно со вашето лице и вашата глава, движењето на главата, да контролирате телефон, најразлични уреди. Има огромен потенцијал, има многу интересни use case кои што веројатно ќе дојдат на радарот, можеби веќе и следна година или годината после тоа. Во следната епизода ви носиме повторно ексклузивни и интересни гости, како и нови теми од процесот на европските интеграции. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.